Во рамки на татковинската прослава Денови на Мајка Тереза, која што се одржува по повод прогласувањето на Мајка Тереза во Светица, денес овде во просториите на Македонската академија на науките и уметностите, со почеток во 11 часот се одржа свечена академија. На овој настан се обратија министерката за култура Елизабета Канчевска-Билеска, скопскиот бискуп Киро Стојанов, како и председателот на Ману Таки Фити. Тие во своите говори до публиката ја потенцираа големината на делото и личноста на Мајка Тереза, зборувајќи за тоа дека таа е една од најзначајните, најмаркантните личности на 20 век и дека нејзиниот живот е сведоштво за безусловната љубов кон ближниот. Исто така тие посочија и една задача до македонскиот народ, а тоа е дека ние како македонци сме должни да ја продолжиме мисијата и делото на Мајка Тереза, за незината мисија за љубов, мир и единство меѓу сите народи во светот. Предлагам доколку се подготвени да ги слушнеме изјавите. Дозволете ми на почетокот да споделам со вас една размисла на папата Јован Павле II, кој во 1986 година при неговата посета на Калкута и средбата со Мајка Тереза забележа: светците и вистинските луѓе од вера секогаш биле водени со силно и посветено сочувство со сиромашните и со оние кои страдаат. 30 години подоцна светот ја слави Мајка Тереза. Ја слави незината канонизација, незиното впишување во вечната книга на светителите. Мајка Тереза стана светица, стана пример за предано служење на Бога. Пример во кој со длабока и низмерна почит и по незиното заминување во вечноста, генерациите препознаваат надеж и верба во иднината на човештвото. Мајка Тереза стана богатство на нашата современост, кое му припаѓа на светот, а незиниот живот стана уникатно сведоштво за бескрајната пожртвуваност кон другиот човек, за возвишената смисла на животот. Ние, а со нас и целиот свет, ја имаме Мајка Тереза, лауреат на престижната Нобелова награда за мир и Мајка Тереза светица. Според хуманите и величествени дела на големите личности се идентификуваат, стануваат препознатливи цели држави и народи. Ние, граѓаните на мултикултурна Македонија, сме горди на нашата сограѓанка Мајка Тереза. Но ние исто така сме свесни за фактот дека делата на најголемите личности, како што е случајот со блажената Мајка Тереза, ги прави нив граѓани на светот и дека тие им припаѓаат еднакво на целото човештво, бидејќи нивното добродателство е универзално. Од него бенефицираат сите луѓе, без оглед на националната, расната и религиозната припадност и на нивниот општествен став. Почитувани, љубовта, мирот, толерантноста, борбата за поправено и похумано општество на турбулентниот свет во кој што живееме им се потребни повеќе од кога било порано. Само да напоменам дека во склоп на Денови на Света Мајка Тереза вечерва во 18 часот во катедралата Свето Срце Исусово ќе се одржи света миса, а 2 часа подоцна, односно во 20 часот во музеот на град Скопје ќе се одржи изложба, а ќе бидат прикажани филмови посветени на Мајка Тереза. Само да напоменам дека оваа татковинска прослава по повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица започна на 5 септември, а ќе трае се до 11 септември. Студио, тоа би било и последната информација од моето вклучување.